Здраво на сите, јас сум Стефан од тимот Athletics и ова видео ќе збориме за како да осамнете без броење калории дел 2. Во дел 1, кој ќе го линкувам видеото тука, зборев за како да осамнете без броење калории со конзумирање високо волуменска храна која нема многу калории, тоест зеленчук, овошје и протеини. Во дел 2 ќе зборам за активноста. Значи, зошто активноста треба да ви е дел од вашиот живот, зашто не треба да седите на столче и едноставно треба да бидете активни во природа, излезени. Првото нешто што треба да знаете дека најдоброто нешто за вашето здравје е да и бидете активни. 30 минути во денот посветете за активност. Тоа да е ниско интензивно, да е пешачење, не знам, да правите некаква активност што ќе уживате, да бидете надвор, отидете, ќе ве види сонце, ќе види витамин D, а витамин D е еден од важните витамини кои нашето тело не може да го произведува и е есенцијално. Значи, 30 минути е многу доволно да ги надокнадите вашите витамински потреби за витамин D. Потоа, кога се работи за топење масноти, значи не треба да претерувате со преголема активност. Значи, луѓето мислат, јас ќе бидам премногу активен, ќе посветам 2 до 3 сати, имам еден таков другар, кој едноставно не разбира дека се е до исхраната, се до тоа колку ќе се контролира само контрола и до калориите. Можеш да осламнеш и без кардио само ако си во калориски дефицит. Значи, ова го кажувам од искуство и го кажувам од тоа што истражувањата кажуваат за оваа тема. Значи, не треба да претерувате, тоа е затоа што нивото на кортизол ќе ви се покачи, а тоа значи исто така дека ќе ги согрувате и мускулите. Бидејќи кардиото е катаболично, треба некој стимул за да одржува таа мускулна маса. Тој стимул доаѓа од кревање тежини, високоинтервален тренинг или и доволен внес на протеин. Така вие ќе одржувате вашата мускулатура и ќе забрзате метаболизмот. Идеме за дигањето тежини, зошто е тоа важно? Дигањето тежини е исто важно затоа што вие сакате да зачувате мускулатурата, а сакате да ги стопите мастите. Мастите се проблематични, значи висцералните масти што се наоѓаат помеѓу стомакот, тоа се главниот проблем што предизвикува дијабетис и сите метаболички поврзани болести. И тоа е главниот индикатор дека вие треба да направите нешто околу тоа. Значи, вие може не гледате, но искрено има граница до каде можете да бидете дебели. Значи, граница која ви ја преферирам е да и бидете до 25% телесни масти. Значи, тоа е индикација дека веќе вие сте во зона каде што треба да ги смалите тие резерви. Бидејќи денеска има премногу храна и премногу избор, тоа значи дека вие треба исто така да се самоконтролирате. Треба да знаете да го направите правилниот избор кога се работи за исхраната. Но сега идеме за активноста. Значи, активноста кога се работи за тренингот, значи треба да е доволно, но не треба да е претерано. Треба да се фокусирате на главните вежби што се комплексни, што вклучуваат повеќе мускулни групи или повеќе зглобови. Тие вежби ќе ги линкувам горе, кои ги направив 5 основни вежби. Погледнете го видеото и кажете што мислите за нив. Значи, правите ги овие вежби со доволна тежина, пример некаде од 60 до 85% од вашето максимално повторување. За да дознаете колку е вашето максимално повторување, ќе напишам линк доле. Идеме напред, кога се работи за кардио тренингот, преферирајте да, ако сте вистински почетник и ако немате кардиоваскуларна ефикасност, преферирајте да пешачите. Стигнете до некоја кардиоваскуларна ефикасност која е доволна и после додајте високоинтервален тренинг. Високоинтервалниот тренинг е поефикасен и подобар, но тоа не значи дека секој може да го прави. Значи, како изгледа еден високоинтервален тренинг, и тоа ќе го линкувам, значи јас го правам, но тоа не е за почетници. Него преферирам со луѓе што едноставно немаат основа и познавање од нивното тело
и немаат кардиоваскуларна ефикасност, тоест немаат кондиција. И мислам дека ова видео беше доволно информативно да ви кажам некои работи. Преферирате да бидете активни 30 минути, одвојте за било каква активност од денот. И преферирате да бидете надвор излезени, сега е убаво времето, искрено треба да бидете помеѓу природата и витамин D да ве гледа. Витамин D да абсорбирате, извинете. Така да ова видео беше чисто информативно, продолжуваме со третиот дел. И тој ќе биде наскоро. Ве поздравувам и имајте добра ноќ. Чао!